Истрагата за инспекторите на Управата за јавни приходи осомничени за Пулс и понатаму трае. Двајцата даночни инспектори Драган Паунов и Дуле Димитриев се осомничени за земање подкупи и давање информации на синот на газдата на така нареченото кабаре Пулс за ненајавени контроли. Тие откако лани во ноември првично беа уапсени во акција на Кочанското обвинителство и МВР поврзана со Кочанската дискотека. Подоцна Кочанскиот суд определи мерка куќен притвор во случајот со подкупот за Пулс. Но, во меѓувреме и оваа мерка беше укината, па сега двајцата контролори од УЈП се со статус на определени мерки на предпазливост, кои според адвокатот Асмир Алиспахик во целост ги почитуваат. Мојот став е кристално јасен, дека не може да стане збор за било какво субјективно действие и кривично дело кој што им се става на товар на осомничените. Јас се надевам дека јавното обвинителство ќе ги земе во предвид сите укажувања и од страна на соодветните институции и одбранителите и ќе донесе правилна и законита јавна обвинителска одлука. Собирањето материјални и вербални докази и понатаму трае, тврди Алиспахик, а 24 праша и во обвинителството дали постои временска рамка до кога треба да заврши предистражната постапка, во која фаза е истрагата и кога впрочем би можело да се очекува обвинение. Но оттаму молк. Според информации на 24, клучниот дел од доказниот материјал на обвинителството се базира на обемната вибер преписка помеѓу инспекторот Драган Паунов и Михајло Јованов, синот на собственикот на Пулс, што протече во јавноста, како и содржината на пораките која открива класична шема на трговија со влијание. Во комуникацијата беа пронајдени и фотографии од скапоцен часовник, кој наводно требало да биде подарок за инспекторот Паунов како противуслуга за заштитата. Случајот добива контроверзна нота и поради фактот што осомничениот инспектор Паунов е роден брат на Даниела Димовска, председател на Скопскиот кривичен суд, во кој пак се одвива судскиот процес против 35 обвинети за пожарот во Пулс.